Изработена првата мапа со планинарско-рекреативни патеки на Шар планина во рамки на платформата Пријателите на Шара. Денес беше презентиран и нивниот потенцијал за мрежно поврзување со бизнис секторот и општините, со цел развој на планинарскиот и екотуризмот во регионот. Мапата треба да биде мотив плюс за сите планинарски друштва кои работат во регионот да ги зачуваат планинарските патеки, да ги обновуваат и одржуваат, а во иднината се започне со истражување на нови поевропски стандарди. Се изработи мапа која што ќе имате покасно можност да ја видите, која што на себе содржи 54 планинарски патеки, планинско-рекреативни патеки кои се движат по Шар планина. Опфатена е цела Шар планина, значи од почетоците од Љуботен до завршниот дел до Маврово, значи до Мавровското езеро, односно гостиварскиот дел. Така да овие 54 патеки се патеки кои што низ годините не само планинарските друштва, туку и локалното население и туристите кои што доаѓаат ги имаат користено. На самата мапа има табела каде што има информации за секоја патека, почетната точка, местото на поминување и крајната точка, и секако се разбира дека има делови каде што кои што се посветени на инфраструктурата, односно дали е истата патека маркирана или не, дали патеката вдолж патеката има информативна табла, сигнализација и дали има GPS податоци, и дали кога одиме по таа патека можеме да најдеме некој капацитет сместувачки каде што со минимални услови, каде што може да се преноќева и да се преспи. Значи ова се основните информации кои што ги има патеката, краток текст за Шар планина, за биодиверзитетот, за панорамскиот, за вредностите општо за Шар планина, и секако информации за точките, односно тие point of interest, place of interest, кои што на кои точки што се можеме да најдеме. Патеките кои ќе бидат финално завршени ќе бидат по планинарските друштва во канцелариите. Значи еве во Тетово има канцеларијата за водичи, тука ќе има мапите на располагање, секако дека мапите ќе бидат по планинарските домови и по оние сместувачки капацитети кои што се споменати во самата мапа. Како дел од проектот за зачувување на биолошката разновидност на Шар планина и одржливо искористување на ресурсите на планината, и заедно со пријателите на Шара, кои што се локална група на организации кои што формира платформа за покренување на идејата за прогласување на Шара за национален парк. Денеска ќе презентираме еден производ кој што ги собира на едно место сите планинарски патеки на Шар планина. Планинарите се едни од најважните чинители во овој регион, бидејќи се тие луѓето кои што навистина ја познаваат планината и се грижат за неа. Па затоа ни беше важно и да ја оствариме оваа соработка и како пријатели на Шара да ги поддржиме во нивното работење. Токму планинарските патеки, гледано од аспект на туризмот, се дел од туристичките содржини во еден дестинацијски простор, смета председателот на Асоциацијата на професионални водичи Константин Циревири. Во овој случај зборуваме за Шар планина како дестинацијски простор. Маркираните патеки се дел од туристичките содржини на Шар планина, кои имаат така наречен атрактивно мотивацијски фактор за туристите да дојдат и да го посетат регионот. Не е sejedno дали една патека планинска, ние ги нарекуваме патеки за планински рекреативен туризам, ќе биде добро средена, со добра сигнализација, со прочистени патеки, стабилна подлога, уредени дренажи, или пак истата ќе биде запуштена со исечени дрва на сите страни. Доживувањето што туристот го има е различно, прво за време на неговиот престој овде, и потоа што е многу важно пораката што тој турист ќе ја пренесе во својата средина за дестинацијата, за Шар планина и за Македонија исто така е многу важно, и тоа зависи како ќе ја доживее патеката. Од Балканската асоциација за алтернативен туризам Балканија пак сметаат дека малку е посветено за развивање на туризмот на Шар планина, иако е таа една од најубавите планини во југоисточна Европа со огромни потенцијали. Наша сугестија како Балканија, како Асоциација за алтернативен туризам, сметаме дека е доволно да се направат основните предуслови за развој на овој тип на туризам, поточно една добро уредена жичара, како што некој пат имаше од Лисец до Шапка, која што ќе им возможи на туристите да стигаат до терените кои што нудат многу, не само во зимскиот, туку и во летниот период, а Тетово има доволна инфраструктура за развивање на
туристичка понуда у смисол на сместување. На тој начин веќе има инфраструктура. На тој начин помалку ќе се загади, повеќе ќе се грижи за одржливоста на Попова шапка како вредност. Исто така една сугестија која што многу брзо може да даде резултати, да не чекаме да се развива Попова шапка. Знаеме дека проблемите на Попова шапка во зимскиот период е паркинг местата. Една катна гаража која што не бара големо вложување ќе овозможи да се зголеми бројот на туристи и во летен и во зимски период. На трибината говореа представници од платформата Пријателите на шара, Македонско еколошко друштво и Македонската асоциација на интернационални водичи во планина.